Добро вечер, вие сте со Куќа на фудбалот. Вечерва на Зелената столица сум јас. На двете сини, двајца поранешни репрезентативци на Македонија. Саша Чирич, 28 настапи за Македонија, 8 погодоци. Игор Митревски, големиот дефанзивец на Спартак Москва, 71 надпревар, 1 погодок во дресот на македонската репрезентација. Зборуваме на репрезентативни теми. Останете со нас. Ви благодарам што сте во Куќа на фудбалот. Главно за македонската репрезентација ќе зборуваме во оваа Куќа на фудбалот. Ставот на Саша Чирич генерално го знаеме, затоа што е технички менаџер во нашиот најдобар национален состав и вели дека инстант успех не можеме да очекуваме, мора да одиме чекор по чекор. Но ставот на Игор Митревски, кој има 71 надпревар за македонската репрезентација, рака на срце одамна не сме го слушнале. Генерално, можете ли да го кажете вашиот став за македонската репрезентација сега? Добро, најпрво благодарам за поканата. Навистина ми е драго што сум тука после долго време. Мојот став лично е прво позитивно сум изненаден од враќањето на Горан Пандев. Горан Пандев е профилен играч кој секогаш ќе треба на нашата репрезентација. Позитивно се изненаден од позитивната атмосфера што ја создаде селекторот Ангеловски моментално и навистина очекувам од наредните квалификации повеќе мотив, повеќе желба, повеќе работа во нашата селекција. Едноставно се создаде една компактна репрезентација со помалку промени и јас мислам дека дечките самите го сваќаат тоа натре, дека дојде време едноставно оваа генерација да покаже нешто повеќе во наредните квалификации. А кога зборуваш за промени, за какви промени мислиш? Па добро, промени мислам дека фудбалски, значи да нема многу промени во менување на тренери и на селектори. Едноставно се остави еден селектор барем едни квалификации, тоа е лично моје мислење, мој став. Да се остави еден тренер подолго да работи во репрезентација, да нема многу промени околу фудбалскиот кадар. Значи Македонија секогаш треба да има околу 22-24, значи не играчи, а фудбалери, да се направи една добра селекција и со тие фудбалери се истрчува на наредните квалификации. Саша Чирич, веројатно тоа значи дека не треба да се враќаме назад, да ги гледаме резултатите од последните два квалификацијски циклуси. Тие резултати треба да ни бидат показател како не треба да играме. Значи имавме доста негативни резултати во минатите две квалификации и сега со новиот селектор оптимистички влегуваме во подготовките за наредните квалификации кои стартуваат во септември. Не очекува една тешка група, многу силни противници, калибар на Шпанија, Италија и Албанија веќе многу напредуваше. Да, кога требате во прашање, тогаш Марфи на нас ни е најдобар пријател барем во тие денови кога е извлекување. Да, и јас се надевам дека токму со подготовките, овие пријателски надпревари, нашиот селектор ќе има доволно време да го игра составот и што е можно подобро да се представиме во тие квалификации. Мотив нема да ни недостасува, затоа што една Шпанија, една Италија не треба многу да се зборува, треба едноставно да се излезе на терен и да максимум да се даде, а ние токму против тие силните противници добро играме. На нас во задно време проблемите ни беа со тие послабите во наводници селекции, каде што имавме негативни резултати, тука треба да се коригираме. Вие имате право на секаков начин да коментирате за состојбите во македонскиот фудбал. На крајот својот резултат сте го заслужиле со трудот кој што сте го дале на фудбалските терени, ама чувствувате ли дека кај нас во Македонија секој се става во позиција да биде и претседател, и селектор, и да го коментира начинот на кој фудбалерите се однесуваат и играат на терен? Добро, секогаш според мене треба да има една позитивна критика, фудбалска критика и правилна критика. Сега овие луѓе кои се во федерација, денеска во овој момент треба да се даде на поддршка, затоа што тие се денеска, али тие што работат во федерација треба да го понесат поголемиот товар и да одговарат за резултатите во нашата селекција. За мене секогаш мерило било селекцијата на Македонија. Значи без разлика колку и да работиме во тие млади категории, колку и да вложуваме, колку и да правиме терени, значи селекција секогаш било мерило. Тогаш еве го вистинскиот човек кон кого треба да ја упатите критиката ако веќе е и позитивна, бидејќи пријателски разговараме со Чирич и доста време игравме заедно и се знаеме доста време.
Но секогаш пак за мене пак ќе кажам дека мерило е А селекција на Македонија, затоа што ако немаш добри резултати во А селекција, паѓа рейтингот на целиот фудбал во нашата држава. Значи добро е да се вложува во млади категории, имаме добра иднина, работиме добро младите категории, но сепак за да дојдат тие резултати ќе треба многу време да помине. Јас во фудбалот гледам од денеска за утре, значи не сакам да ја враќам историјата на назад како било пред година, како било пред 5 или 10 години назад, секогаш гледам напред. И мислам дека што побрзо ги стабилизираме некои работи во селекцијата на Македонија, пак тие млади категории ќе гледат многу попозитивно понатака. Затоа што ако ја вратиме публиката, ако имаме добри утакмици, ако имаме добри надпревари во наредните квалификации и на пријателски утакмици, мислам дека и младите дечки ќе гледаат дека некои работи се движат многу подобро. Ама ако те фатам за зборови, ќе речам гледам од денес за утре, а сакам да гледам напред. Така, добро, не, напред мора секогаш да гледаме на долги стази. Али јас пак ќе повторам дека не сакам да се враќам на назад како било, не гледам во иднина. Али значи не треба да гледаме 5-10 години напред. Зборам за селекција, за младите категории да. Во младите категории треба доста се работи, се вложува доста, имаме многу терени низ цела држава, имаме многу вложувања во младинскиот фудбал, али пак треба многу време да помине за да дојдат тие резултати. Ако не се враќаме назад, назад, па не би се сложи. Ја па баш мислам треба да гледаме на подолг период, затоа што ние сега стартувавме пред одредено време, пред 3-4 години со тие академии. Тоа што го имаат на западот, знаеш добро, го знае и Германија има или Аустрија или Белгија со тие академии каде што тие им требаше подолг период за да создадат генерации кои денеска нешто значат во европскиот фудбал. Така да ние мора да ги сачекаме да кажеме и тие. Не сакам да кажам дека момци што денеска настапуваат за репрезентација се лоши. Дека меѓутоа овие можеби ќе имат подобра иднина затоа што со тие академии ќе имаат она потребна база и ние сме оптимисти дека за 3, 4, 5 години овие што сега настапуваат во U17, 16, 15, дека токму тие ќе бидат носители на играта на нашата репрезентација и дека тогаш ќе треба да ги очекуваме тие плодовите од работа во тие. Ама ако бидам безобразен, ќе кажам дека ти го имаш германскиот начин на размислување, затоа што долги години мина во Германија, а Игор Митревски 6 години во Спартак Москва го има рускиот начин на размислување, а таму се бара резултат веднаш. Па добро, реално ти кажам и како фудбалер кој играв надвор на Македонија во Спартак и во Бундеслига, знае Саша и правевме и пред емисија, имавме еден разговор. Кога ќе одиш во некој клуб се барат резултати, затоа и се платени фудбалерите. А друго е во репрезентација. Во репрезентација има многу малку време за подготовка. Значи во клубовите се работи година, 2, 3 или 5. Во репрезентација секој репрезентативец доаѓа на 3 или 4 дена, па нема многу време за подготовка. И затоа се бара резултат одма. Значи ние ако чекаме многу долго оваа селекција, само ќе тониме надолу. Значи мора да се поправат некои работи што побрзо оваа селекција, пошто да се дојде до еден рейтинг, треба поминат 2, 3 или 4 години. А брзо се паѓа од тој рейтинг, за да направиш еден добар резултат. Што добро видовте од само ќе надоврзам на Игор, во клупскиот фудбал е многу полесно затоа што имаш финансиски средства и можеш секој време да интервенираш и да купиш играчи од подобар квалитет, додека во репрезентациите ќе мораш да ги создаваш тие играчи од помали и ние не сме во можност да купуваме играчи и доколку сме во можност некој квалитетен играч од Јужна Америка или Африка да го натурализираме, да речеме кај нас. Тоа е еден процес кој исто така подолго трае, така е многу поразлично од колку во кошарка или ракомет и така натаму. Што добро видовте од надпреварот со Словенија? Во Копер загубивме со 1:0. Добро, јас лично видов две различни полувремена. Првото полувреме одигравме доста подобро него второто. Реално ќе кажам, познавајќи го Катанец како селектор, работев со него, го знам неговиот манир на поставување на играта. Поставен на позатворена варијанта, создадовме неколку шанси во првото полувреме, дури играше Панде бевме многу подобри чувавме топката. Во вториот дел имавме доста проблеми во фаза на дефанзива, така и падна и голот. Можеме да се надигруваме моментално, пак словенците играт можеби не балкански фудбал, повеќе европски. И играат доста затворено, доста компактно во средниот ред. Создадовме тоа што создадовме, него искористивме и мислам дека паднавме малку физички во вториот дел и тоа е одраз на малата минутажа на нашите играчи по своите клубови. Значи многу 50-60% нашите фудбалери немаат константно утакмици во своите клубови, значи не можат да врзат 20, 30 или 40 утакмици по сезона. И мислам дека затоа доаѓа некој пад во самата игра кога игра А селекција. Чирич? Се сложувам со Игор во основа. Се што го рече, само јас лично од она што го видов на трибините горе, си кажам дека она што најмногу ми недостасуваше на теренот беше агресивноста на нашите играчи. Словенците излегоа со јасна цел, со агресивна игра, дури на моменти и преоштра,
каде што 3 наши играчи беа повредени. Ангеловски вели можеби по налог на некој, а тој некој знаеме Тука не сакаме да навлегуваме, иако знаеме дека Катанец е можеби малце луд на нас, така да они навистина преоштро легува во играта, а ние наместо да им возвратиме, барем со тааоштрина, ние едноставно потлекнавме и тие презедоа доминацијата во второто полувреме по излегувањето на Пандев, малку и падна и нашата игра. Така да беа подобри за еден гол, меѓутоа во основа не беа подобри. Ви дал некогаш налог кога сте биле дел од репрезентацијата да одите намерно остро кон некои играчи од противничкиот тим? Не, стално и Катанец и како играч и како селектор секогаш практикувал пооштра, појака игра. Значи подготовката кај Катанец е таа што секој играч, тој од секој играч бара да се извади максимум. Пак јас се кажам дека селекторот тактички може да ја постави како сака играта, али сепак играчите одлучуваат надре. Значи нашите фудбалери не треба да се жалат како игра Словенија, значи треба да им возвратат во иста мерка дури и повеќе така. Сеќаваме надпревар против Црна Гора кој игравме пријателски во Подгорица, навистина беше оштар надпревар и многу агресивен, но сепак и ние игравме агресивно и ти игравме. Тоа што го загубивме со 2:1. Така. Значи нашите играчи мора да сватат едно дека ако игра грубо противничката игра, дека треба да вратат значи дупло повеќе, многу поагресивно за да му се спротистава на таа игра што форсира селекторот Катанец. А нашите едноставно подклекнаја, едноставно почнеме да се жалиме, читам во нашите печатени медиуми дека играле грубо, играле оштро, пак судат интернационални суди на тие превари. Значи мора да вратат во иста мера. Сега не очекува утре надпревар против Бугарија, уште еден тим кој вас ве поврзува од соседството, ЦСКА Софија. 7 месеци минавте во бугарската престолнина. Игор Митревски беше 3 месеци помалку, 4 месеци ако не се лажам во ЦСКА Софија. Бугарија исто така доаѓа со еден нов тим, со нови амбиции, има лош квалификацијски циклус и бугарите, но сега ја победија Португалија во пријателски надпревар пред неколку дена и со мотивација до небо доаѓаат во Скопје. Имаме ли шанси ние конечно да блеснеме на еден надпревар и да ја вратиме довербата и на спортската јавност и на луѓето од фудбалската фела? Знаете како, довербата секогаш се враќа само со добри утакмици, многу пожртвуваност. Јас секогаш, ева кога дебатираме во областа на фудбалот, секогаш викам дека патриотизам се дава само натре на терен. Значи, представуваме држава, имаме химна, знаме дрес, значи не треба на ни еден репретивец да му се представи натре како треба да играме. Значи игра за Македонија треба да го даде максимумот. Бугарија како селекција направи една огромна промена во играчкиот кадар. Со постувањето на Петев за селектор имаше големи проблеми пред да го назначи за селектор, значи буквално беше избаркан од Левски Софија. Али ето луѓето од федерацијата видоа дека се работи за доста квалитетен стручњак. Едноставно полека ги стави сите работи во ред. Нема некои значајни резултати последно време бугарите, но сепак мене ево и го гледав малку на преварот со Португалија, ми остави многу убав печаток. Значи игра доста компактно, доста дисциплинирано, што нашите треба да земат пример од нив. Јас се надевам дека ако одиграме како против Црна Гора дома, да излеземе агресивно, да играме напаѓачки фудбал, дека можеме да ги добиеме, зошто да не. Игра типичен балкански фудбал, ние во соседство сите се знаеме меѓу себе, самите играчи се знаат меѓу себе. Игра типичен балкански фудбал, едноставно треба да се излезе, да се истрча и да се даде максимумот. Не треба многу да се преценува победата на Бугарија против Португалија. Навистина голем резултат, меѓутоа докога гледате утакмицата ќе видите дека голманот Стојанов, мислам дека се вика, она што го извади човекот навистина неверојатно. Да дури му одбрани пенал на 8 пати одбрани чисти ситуации на португалци, значи цело време доминираа португалците, создаваа шанси. Стојанов сите ги одбрани, дури пеналот на Роналдо. Дај Боже ние да ги добиваме надпреварите на таков начин. Сега тука ни е наша шансата. Ако проработи оној балкански менталитет кај бугариве, па после таа победа да дојдат и да излезат тука како голема екипа, како голема репрезентација, тогаш тука гледаме ние шанса да ги добиеме. Ама не се надеваме веројатно треба на тоа. Да биде надпреварот против Црна Гора што игравме тука кај нас. И тие дојдоа како големи звезди, како поголема репрезентација, поквалитетна, меѓутоа ги со таа борбеност, со таа агресивност што требаше можеби Словенија да ја прикажеме, ние ги добивме сосема лесно 4:1. И тогаш ние отидеме малце високо и наредниот надпревар против Либан, кога кикснавме веќе, проработи тој балканскиот менталитет. Затоа се надевам на една добра игра утре. Оптимист сум дека момциве ќе покажат многу повеќе него во Словенија и дека Пандев ќе има многу поголема мотивација повторно пред своите навивачи да покаже се што знае умее и дека сите други ќе ги повлече.
напред и така да очекувам добро резултат. Иако игравте еден период и заедно во репрезентацијата во времето на Драган Канатларовски, краток период, но две различни генерации. Која е подобрата? На Митреска или на Чирич? Мислам дека двете. Не, Двете високо котираме, така? Високо котираме, да, може да направиме нешто повеќе, не се пласираме. Едноставно јас ги гледам поинако работите. Секогаш имаше полни трибини, добри надпревари, се даваше максимумот. А најважно што имаше меѓу нас почитување меѓу самите играчи кои бевме повикани, меѓу селекторите, меѓу јавноста во Македонија. И не ни требаше нас едноставно некој да не мотивира од страна или да ни кажува како треба да се игра, како треба да се понаша некој надред. Сите игравме во големи клубови, имавме големи минутажи по клубовите, едноставно имаше големо другарство. Јас го посакувам сега тоа да е, што беше порано. Пак ќе кажам, не сакам да се навраќам многу наназад, него Не се навраќате на назад од причина што и вашата генерација остана недокажана, имавте тим во кој само во последната линија беа Седловски, Новевски, Попов, Васовски. Имаше и поголема конкуренција. Пак ќе кажам, сите игра по своите клубови, има многу минутажа по клубовите и беше многу лесно и селектор да ги избере најдобрите. Само за кој селектор сега зборуваме? Па јас сега ќе повторам кај сите, кај повеќето селектори. Едноставно имавме состаноци вака меѓу себе, едноставно тешко беше селектор да избере тие кои играат во одбрана или напред. Имаме по 3-4 шпицови напред добри кои играат по Бундеслига, по Италија или да не се навраќам сега. Јапон беше, мислам, тогаш. Значи голема беше конкуренцијата. Сега едно мене ме тревожи денешниот ден што многу малку наши фудбалери веќе многу малку стандардни играат по своите клуби во пониски лиги и многу е тешко кога ќе дадат во репрезентација да го изнесат тој товар. За волја на вистината помалку се споменува генерацијата на Чирич, иако беше најблиску до бараж поразот од Литванија. Литванија, да, не скрати. Тоа може медиумски тогаш не било толку активно како денеска. Меѓутоа ние имавме голема можност тогаш со победа против Литванија да се конечно пласираме во бараж. Јас на тој надпревар не настапив затоа што имав една долга пауза по повреда на ахиловата тетива и операција, така не бев во можност да помогнам на репрезентација, меѓутоа штета што ја испуштиме таа историска шанса. Се надевам дека наредните генерации ќе се приближат до тоа. Они има исто слична една ситуација, меѓутоа во последно време сме многу далеко. Па дури Игор Митрески имаше една ситуација, вели во саботата им се одолжи на руските љубители на фудбалот и многу ги израдува со промашениот пенал во 73-та минута. Па добро, големи играчи промашуваат пенали, значи едноставно се одлучив јас да го шутирам, беше таков ден, ете не погодив. Али во тоа време Русија беше доста појака од нас, реално. Гус Хидинг беше како? Селектор на Хидинг. Да, Хидинг беше на Русија. Едноставно промашив и публиката добро ме памети во Русија, подобри игри во Спартак Москва, поминати 5 години во Москва и затоа мислам дека и малку и самите новинари направи една така шала дека. Ти понудиле да бидеш дел од администрацијата на Спартак Москва? Па да, имав разговори, ми понудија, точно е тоа, али моментално сум во Скопје, моментално сум сконцентриран на мојата фамилија, па ќе видиме, може понатака, може би прифатил. Или сега фокусот ќе биде угостителскиот бизнис во Охрид? Па ќе видиме, ќе покаже времето, знаеш како, нака пројде малку време, па ќе видиме. И тука сте во заедничка линија, кога е во прашање тој сектор. Целата таа генерација, речи си, на Спартак Москва, сите ги паметиме вашите надпревари во Лигата на шампионите, дуелите против Джовани Елбер и дури понудата од Бајер Минхен 15 милиони германски марки, ако не се лажам, за откуп на договорот на Митрески од Спартак Москва. Сега голем дел од таа генерација во Спартак е дел од администрацијата и од раководните структури на клубот. Зошто во Македонија го немаме тој начин на размислување и на функционирање? Па добро, сега Спартак Москва е едноставно гигант во Русија. Не само на финансиски план, него има... Шкендија е гигант во Македонија, да. А издржавте ни цели 2 месеци? Па добро, знаете како треба на еден спортски човек да му се дадат одврзани раце да работи, така? Значи ако малку проблем настане, ние кои сме во фудбалот, кои сме биле 15 години надвор од Македонија, го сваќаме поинако. Значи јас бев краток период во Шкендија, за тоа време мислам дека го дадов и таму максимумот. Направивме една добра селекција во Шкендија, едноставно не се разбиравме со управата на клубот и трнавме сите секој по своите патишта. Просто едноставно кога се нафаќаш на работа, треба пак да имаш одврзани раце да работиш таа работа. Во Шкендија беше тој период таков. Едноставно се разделивме пријателски, останавме пријатели, тоа е најважно за мене. Чирич, имате чувство дека премногу лесно и премногу брзо се трошат фудбалските легенди и големите имиња во Македонија?
Дефинитивно. Многу мал број се активни по клубовите, тоа сега го констатиравме. Може би сем Вардар, каде што повеќето поранешни играчи ги активираше на разни функции во клубот. Јас сум разочаран сега. Луѓето си наоѓаат може би иднината во тоа големи фудбалски имиња се занимаваат со други работи. Влезени се во градежништво, влезени сте во угостителство и во разни други бизниси, меѓутоа тука не се активни. Може би тие треба сами малце да бидат поактивни и да настојуваат да настојуваат да влезат во некој клуб. Јас исто кога дојав тука во Македонија за погодам имавте понуда да останете во управата на Нирмберг. Требаше не во управата, требаше да останам во Нирмберг како скаут на клубот. Меѓутоа кога се веќе вратив тука, јас лично разговарав со председателот на тема, реков дека сум спремен доколку има потреба, стојам на располагање, дали ќе бидам ангажиран активно или надворешно, нема никаков проблем. Бев неколку години надворешен соработник, помагав на сите полиња. Сега извршувам ова функција што извршувам. Меѓутоа, како што реков, јас самиот дојдов и реков сум спремен било како да помогнам. Самиот се наметнувате, тоа е потешкиот начин да влезете во било каква организација. Доколку чекаме некој да не повика или доколку чекаме да не погура некој од втор план, тешко може да се направи нешто. Значи треба да бидеме сите активни, сите да помогнеме општо за македонскиот фудбал да трне малце понапред. Имате ли доверба во квалитетите на Игор Ангеловски како селектор на репрезентацијата? Па добро, Игор Ангеловски докажа се работнички неколку пати. Значи не само во македонскиот шампионат, него и надвор во Европа. Значи се работи за млад и перспективен тренер. Јас кажа преска дека најголем противник сум на менување на брзо менување на селекторите. Значи треба му се даде шанса минимум 2 до 4 години да ги согледа правилно работите натре, да ги постави правилно играчите. Значи не можеме да очекуваме ние за 3 до 4 месеци некој успех во еден селектор. Да му се даде шанса, денеска е поставен Ангелевски, значи му се даде шанса долгорочно да состави репрезентација, да ги избере правите фудбалери, да направи добра тактика натре, пошто ќе повторам, немаме многу време во репрезентација, нема многу време за подготовки, тие се 3 до 4 дена. Значи тоа што е тука е, што повеќе имаме квалитетни фудбалери, мислам дека напослед ќе макеќе селекторот. Ама ако не дај Боже загубиме против Бугарија на утрешниот надпревар, тогаш дрвја и камења по техничкиот менаџер на репрезентацијата или? Стојам на располагање, доколку мислат некој дека тоа ќе биде моја вина, јас сум тука да дискутирам со секого. Меѓутоа јас доколку биде негативен резултат, не е се загубено. Доаѓа мајскиот термин каде што имаме исто, се надеваме 3 надпревари, че имаме пријателски надпревари. За нас сето ова е сега моментално уигрување на репрезентацијата за она што е најважното и најбитното, тоа се квалификациите за мундијалот кои почнуваат со мечот против Албанија на гости. Значи имаме уште 4 надпревари до тогаш, добро да работиме, да одираме добри утакмици и пак ќе повторам доколку некој мисли дека нешто е лошо, стојам на располагање. Тој проблем го нема, например, селекторот на репрезентацијата до 21 година Благој Милевски. Младите буткаат, како што вели Чирич, многу добро во квалификациите. Го гледавме на преварот против Исланд, 0-0 на овој стадион, на теренот Петар Милошевски. Кој е вашиот впечаток за младата репрезентација? Па добро, мислам иако ги гледате резултатите низ призма на А селекцијата. Така, значи имаме една добра генерација моментално. Јас го гледав последниот напревар против Исланд тука дома. Селекторот Милевски постави една добра тактика. Едноставно има една дува позитивна атмосфера натре кај овие млади момци. Игра отворен фудбал, не се плаши, значи дали играме во гости или дома. Имаме квалитетни поединци, значи кои може да понесат товарот во оваа млада репрезентација. Значи Зајков е доста квалитетен фудбалер, Бабунски е тука, Радески, значи имаме неколку демири кои играат и стандардно по своите клубови. Да, игра некој во Македонија, али играат барем стандардно. Барди игра веќе подолг период на страна. Имаме мал проблем со голманите моментално, али тоа што е тука е. Значи има поставена една добра тактика, има дисциплина, играчи со карактер и мислам дека треба да продолжат така. Играме офанзивен и отворен фудбал. Резултатите доаѓаат
со тек на време. Тука дел од заслугите одати на сметка на Точно. Саша Чирич, затоа Точно. што беше дел од таа структура пред да бидете на оваа функција. Токму кога се правеше таа репрезентација, ја бев дел од заедно со Боби Милевски соработувавме. Се уште му стојам на располагање и помагам каде што ќе можам. Имаме активна позиција на табелата. Имаме 4 надпревари до крај на квалификации. Се уште сме во борба за ако ништо друго барем за баражот. Јас сум оптимист исто во поглед на таа млада репрезентација. Има прекрасна атмосфера, создаден е победнички менталитет таму внатре. Боби Милевски прекрасно работи со момците не само на терен, него и на психолошки план. Така да престојните надпревари, баш ударните надпревари ќе покажат дали заслужуваме да се најдеме во баражот и се надевам дека ќе конечно една генерација ќе ни израдува со еден бараж. Последниот дел од разговорот ќе го насочиме кон условно клубскиот фудбал. Вие сте ретките кои од Македонија направиле трансфер во странство, во голем клуб. Игор Митревски од Силекс замина во Спартак Москва, Чирич од Вардар во швајцарски Арау. Арау, да. Можно ли да се случи да имаме таква приказна и во денешниот наш фудбал? Моментално јас лично мислам дека не. Затоа што паднат е квалитетот на македонската лига, функционираат само 2-3 клуба професионално. Тоа е Шкендија, Вардар и работнички до некаде. Значи треба да имаме барем 6-7 екипи квалитетни, да направиме подобар успех во Европа, пошто да ги навлечиме самите менаџери да го гледаат македонскиот фудбал. Само мислам дека преку добри утакмици, преку Вас ве следеа во Кратово на надпреварите? Точно, значи имаше доста следење, имаше голем интерес од менаџерите од Балканов. Мислам дека треба да ги вратиме тие луѓе да ги следат нашите момци, пошто многу тешко се направи во ова време. Многу има поевтини играчи на страна во Јужна Америка, од Африка, од Бразил, значи и од европските земји, и многу е тешко се направи таков милионски трансфер сега моментално, затоа што многу ни е падната лигата, многу низок е квалитетот и не може едноставно не сме интересни за гледање. Терените ни се такви какви што се денеска во овој момент, освен арената. Моментално немаме некои терени подобри каде што може да дојдат до така квалитетни луѓе да гледаат фудбал. Малку имаме публика, не сме интересни и затоа мислам квалитетот не е паднат во тоа поле. Од друга страна, денеска е многу полесно па да се замине во странство. Затоа што денеска постои интернет и постојат специјални системи каде што секоја екипа може секој играч во секој момент да го прати. Во моје време ние сме требале касети да снимаме сами, да испраќаме по разни менаџери по странство за да дојдеме до некој клуб. Јас лично со мака сум дошол да кажеме до еден просечен швајцарски клуб Арау, за да после 2,5 години поминати во тој клуб, конечно дојдам до Бундеслига на млади години, на 30 години. И илјадитиот гол за Нирберг во Бундеслигата го постигна Саша Чирич, на голот стоеше Оливер Кан за Бајер Минхен. Еден од најзначајните моменти во мојата фудбалска кариера. Во тој момент клубот имаше постигнато во првата Бундеслига 999 голови и се очекуваше на преврат против Бајер Минхен дома кај нас. 33-та минута, пенал за нас, како и секојаш поставувам топка, 3 чекори на назад се вртам и одеднаш го гледам дали е Кан толку голем или голот ми е толку смален. Првпат во кариерата ми се случи да имам трема пред изведување на пенал. Меѓутоа, Господ беше на моја страна. Да ми израдуваш во таа 73-та минута. Токму тоа што толку сакав ја да израдувам, дури не може после дадениот гол да се радувам, останав во место да се радувам. Саша Чирич, вардарец, еден од великаните на црниот клуб, и прашањето не е наменето за него, ама Игор Митревски има настапувано во напредок во Караварман и во Силекс, па нема да ти биде проблем да посочиш кој е во пол позиција Вардар или Шкендија за шампионската титула во Македонија. Па добро, значи најмам за двете екипи, реално. Кој е подобар, тој нека е шампион. Навистина мене ме радува друго, што има сериозни вложувања во двата клубови. Вардар вложува доста, Шкендија исто, направија добра селекција двата клуба. Мислам дека ќе одлучуваат тие надпревари меѓу нив. Значи кој е подобар нека биде шампион, јас сум секојаш за тоа. Значи не навијам ни за Шкендија ни за Вардар, едноставно кој е подобар во овој момент тој нека биде првак. Ќе биде интересно веројатно битката за шампионската титула. Директните дуели меѓу Вардар и Шкендија ќе одлучуваат кој ќе биде шампион, меѓутоа Вардар има таа пул позиција, 5 бодови сепак се голема предност за еден тим како што е Вардар, иако Шкендија можеби
играчки во овој вториот дел доста добро игра, можеби подобро онака за око. Меѓутоа Вардар има искусни играчи, има интернационалци и тешко верувам дека Шкендија ќе може да ми се приближи до тие директните дуели. Тогаш кога ќе дојде тој дуел подобриот нека победи, па нека одлучува. А сериозните разговори на таа тема ќе ги оставиме во деновите кога ќе следуваат европските надпревари и за Вардар и за Шкендија, веројатно. Точно. Се она што е тука во лигата паѓа во вода кога ќе дојдат европски надпревари, тогаш се гледа дали тие вложувања се оправдани или не, дали е изборот на тие играчи правилен или не. Затоа што за македонската лига тие се супериорни, меѓутоа ќе видиме како ќе се однесуваат. Се надам дека конечно некој ќе не однесе малце подалеку од она што работнички задните години го правеше, конечно да видиме еден наш тим во групна фаза. Ти недостасува фудбалската работа или ја бараш? Не, да ти. Ако имам некоја понуда, сериозно би ја разгледал. Ако не, тоа е. Заради тоа што нема милионски трансфери, например, во македонскиот шампионат, веќе не си ниту фудбалски агент. Не. Моментално сум надвор од фудбалот. Фамилиарно сум тука во Скопје. Едноставно ги следам сите надпревари на нашата репрезентација, на нашите клубови. Навистина ќе ми биде драго, сега е многу полесно се стигне до европски, барем до Европа лига. Со едни уште малку вложувања кога ќе дојде тој процес на создавање на екипа за Лигата шампионите или за Лига Европа, многу може да се влезе полесно од порано. Пукај, порака за А репрезентација на Македонија пред надпреварот со Бугарија. Порака нака излезат на момците, нака одиграат машки, нака одиграат за Македонија, нака покажат патриотизам натре, го имаат Горан Пандев во тимот, нака земат еден пример од него дека секој играч може и после откажување да се врати, нака го дадат максимумот, мислам дека ќе им се врати. Ова пукај апропо тимбилдингот со пейнтбол на А репрезентацијата на Македонија. Тоа е такви активности се секојаш добродојдени, не само за репрезентација, него и за сите тимови, тој тимбилдинг. Јас доброволно се откажав од тој пейнтбол затоа што вака масивно ќе бе прва жртва сигурно таму, така да не бе присутен, меѓутоа настојуваме заедно со селекторот, тој селекторот Ангелски настојува на разни начини да ја разбие таа монотонија, хотелска монотонија и мислам дека успева во тоа и дека атмосферата е на многу повисоко ниво, да речеме јас кога бев од времето на Друловиќ, сега моментално е многу. Да, и Шиков на денешната пресконференција рече дека ваква атмосфера во последните 3 години сме немале. Ни фалат уште резултати. Ќе ги заслужиме, веројатно. Ви благодарам што бевте гости во Куќа на фудбалот. Дај Боже и понатаму да зборуваме за фудбалски теми, ама на убави работи, за убави резултати. Сега ја бодриме македонската репрезентација против Бугарија. Благодарам. Ја гледавте Куќа на фудбалот, наши гости Игор Митревски, Саша Чирич. Поздрав, се убаво.